Чести прегледи и контроли со цел рано откривање на ракот кај луѓето, советуваат лекарите по повод Светскиот ден за борбата против рак. Доктор Валентина Митрова вели дека и во самиот старт на оваа година работата и започнала со 2 нови случаи на карцином. Земне телевизија таа вели дека најчесто жените заболуваат од карцином на дојка и рак на грлото на матката, додека мажите карцином на простатата и рак на дебелото црево. Меѓутоа не само денес, затоа што во последно време светските бројки кажуваат дека за жал преваленцата, односно бројките на луѓе заболени, диагностицирани и третирани со малигни заболувања расте драстично. И тоа треба да биде еден аларм, да подигнеме нашата свест, да одиме да се појавуваме на скрининг, односно превентивните прегледи. Затоа што за жал повеќе видови на ракови не болат. Кога веќе ќе ги чувствуваме симптомите е доцна и пациентот влегува во овој лабиринт на пациент заболен од рак, кој што го продолжува на некој начин својот живот. Меѓутоа понекогаш немаат некои од тие лица нити шанси да поминат во клиниката за онкологија. Карциномите можат рано да се откријат со скрининг програми кои постојат во државава. Секоја промена при дојката е многу важно да биде консултирана со стручно лице, советува Митрова. Значи, за жал ова година започнав со 2 ново диагностицирани пациенти. Едниот е во терминална фаза карцином на жолчни патишта, а вториот пациент е карцином на белодроби. Ако земеме некоја анализа, жените заболуваат најчесто од карцином на дојка, меѓутоа мажите не се исклучени, процентот е многу помал, и карцином на грлото на матката. Овие 2 карцинома, зборувам за женскиот пол, може да се превенираат или рано да се откријат со скрининг програми кои што постојат во нашата земја и само преглед. Значи секоја промена на дојка, жените кои што при туширање ќе ја забележат, веднаш да се обратат до својот лекар за да се постави точната дијагноза за каква вид на промена станува збор. Другиот карцином, вид на карцином кој го спомнав, се прави преку еден бриз пап познат, папа Николао, кој што детерминира промени на грлото на матката и понатаму својот матичен гинеколог пациентката ги добива насоките каде и што треба да направи за своето здравје. Министерството за здравство во согласно со препораките на Европската унија и Светската здравствена организација спроведува национален скрининг за рак на дојката, на грлото, на матката и дебелото црево. Според податоците обработени во 2024 година, опфатот на скрининг на дојката е 12.473 жени, а на матката 50.592 жени до октомври 2024 година.